Адвокатите го оценуваат новиот закон за семејно насилство генерално добар и ефикасен, но останува прашањето колку од истиот може да се изнајде трајно решение за заштита на жртвата од насилникот. Адвокатот Нитка Ковачева смета дека сепак треба да се најде начин или пак да се направат измени и допуни во законот донесен од пред 2 години. Финансиската помош и подршка за жените кои се најчесто жртви би можело да допринесе за поголема сигурност и безбедност со целот на полесните начини да не се чувствуваат зависни од поранешниот сопруг, односно од насилникот. Трајно решение нема, значи ќе се упати на лекување од алкохолизам или ќе се упати на излекување на некоја друга времена мерка, но што понатаму? Да, за жали се враќаат повторно кај жртви. Да. Исто така, многу од жртвите на семејно насилство се финансиски зависни од насилниците, сепак поранешни сопрузи, плаќаат алиментација за нивните деца. Сметам дека треба да се направи некоја рамка, да се воведе некоја нова ставка, некој нов член, каде би се овозможило финансиска поддршка на жените, бидејќи најчесто се жени жртви на семејно насилство. Дали тоа ќе биде еднократна парична помош, за да им се овозможи на еден краток период од 1 година тие жени да застанат на своји нозе, да можат самостојно да функционираат и да си живеат слободно. Може би редно време е државата да завземе сериозни чекори, со што на жените кои се жртви на семејно насилство им се обезбеди сигурна иднина. Законот може би на хартија е добар, сепак во реалноста постојат дупки во истиот. Финансиската зависност на жртвата од насилникот, најчесто од алиментацијата, е причина плюс да биде повторно зависна од него. За минималните средства кои ги добива, е должна и понатаму да живее во страв.